Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за теклеточна активација. И да започнеме. Значи овдека имаме епидермис и во овој епидермис имаме дендритични клетки. Океј, значи имаме една дендритична клетка и оваа дендритична клетка налетува на бактерија. Така, имаме инфекција, оваа бактерија создава антигени, така кои се препознаени од страна на дендритичната клетка и сега тие се преработени и презентирани на соодветни МХЦ молекули. Океј. Сега ќе нацртаме повторно. И сега тие се презентирани на соодветни МХЦ молекули, но истовремено оваа дендритична клетка сега започнува да експресира еден хеморецептор на својата површина наречен CCR7. Значи ова е хеморецептор кој што лиган за овој хеморецептор се всушност едни хемокини кои се наоѓаат во лимфна циркулација. Тоа се хемокините CCL19 или 21. Че овие се хемокини за кои е соодветен овој хеморецептор. Сега, од кога ќе имаме поврзување, оваа дендритична клетка всушност ќе биде наведена во лимфната циркулација, така и сега таа ќе влезе во лимфната циркулација и ќе се движи се додека не стигне нели до лимфен јазол. Океј, сега ќе имаме внатре во лимфниот јазол оваа дендритична клетка која на својата површина нели има МХЦ со соодветниот антиген. Сега, истовремено во циркулацијата само што изгочиле нови, така, значи Т клетки, наивни Т клетки, кои ќе бележиме со сина боја, наивни Т клетки, си шетат низ циркулација и они повремено ќе влегуваат натре во лимфната циркулација. Значи од крвна циркулација ќе влезат во лимфна циркулација и они исто така ќе се движат и ќе стигнат до лимфниот јазол. Океј. Сега, внатре во овој лимфен јазол ние всушност имаме многу различни Т клетки. Така, значи сите овие Т клетки овдека кои се наоѓаат во лимфниот јазол имаат различни Т клеточни рецептори. Океј, тоа е логично, тоа го знаеме. Че сите имаат различни Т клеточни рецептори. И најголем дел од нив нема да препознаат ништо, едноставно после само ќе си влезат повторно, мислам ќе си го продолжат патот од лимфниот јазол, ќе си одат низ лимфните јазли и на крај повторно ќе се слеат во крвната циркулација. Така. Но секогаш ќе се најде некаде во лимфен јазол некоја Т клетка, значи ќе се најде некоја Т клетка која ќе има соодветен Т клеточен рецептор, ќе бележиме сега со розова боја, за презентираниот антиген. И сега таа соодветна Т клетка ќе дое во интеракција со оваа дендритична клетка. И сега да видиме што се случува. Добро, да видиме сега што се случува подетално на ниво на интеракција на Т клеточниот рецептор со МХЦ. Идеме дека сега на оваа слика и првично вака изгледа нешто комплицирано, но не е ништо страшно, ќе објасниме. Значи првично гледаме дека Т клеточниот рецептор влегува во интеракција со МХЦ класа 2 која презентира пептид. Така, тука ги имаме и CD3 молекулите кои служат за праќање сигнал и CD4 корецепторот кој помага за поставување на оваа интеракција. Сега, овој комплекс на Т клеточен рецептор со CD4 со МХЦ е одговорен за антигенско препознавање. Така, значи ова целото, значи ова вака ако би го направил, така, тоа целото е одговорно за антигенско препознавање. Овие што се од страна, кои што се CD28 молекуливе, кои што се поврзуваат со B7 или CTLA4, се костимулатори. Односно, нив добиваме костимулаторни сигнали. Така, значи, ова и ова се костимулатори, значи вака само ќе им бележам. Сега, можеме да имаме позитивна костимулација или негативна костимулација. Значи, позитивна е, например, B7 со CD28, тоа е позитивна костимулација, додека CD28 со CTLA4 е негативна костимулација. Океј, сега, ова, како целина, всушност го нарекуваме, значи ова целото како целина, ќе обележам со розова, со црвена боја, че ова целото како целина го нарекуваме централен супрамолекуларен активационен комплекс. А од надворешната страна на овој централен супрамолекуларен активационен комплекс ги имаме овие адхезиони молекули. Значи ЛФА1 кој што влегува во интеракција со ИКАМ1 или ЛФА3 кој што влегува во интеракција со CD2. Значи они се адхезиони молекули. Така, служат за адхезија. И одека ќе бележиме вака. Односно, помагаат при интеракцијата на Т клеточниот рецептор со МХЦ. Ја стабилизираат врската.
така кога од страните се позалепуваат и го држат подцврсто врзано на водници. Ја држат подцврсто врзана клетката со дендритичната клетка. И овие адхезиони молекули кои се околу, всушност формираат периферен супрамолекуларен активационен комплекс. Океј, и ова всушност беше таа имуна синапса која зборевме пред неколку видеа, не знам кога точно беше. И ако ја нацртаме како 3D, центарот би изгледал како црвено топче, додека овие околу, што се адхезионите молекули, така би биле како зелено топче околу нив. Зашто мора да запамтите дека ова се случува во 3 димензии, не е вака у линија се поставено. Така, значи, овие не се у линија поставени, него се поставени во некој си тридимензионален простор на површината на мембраната. Така, значи, вака ако ја направам мембраната како рамнина, вака би изгледал тој супрамолекуларен активационен комплекс со центарот и со периферијата. И ова всушност што го гледаме е имуната синапса. Сега, за да имаме теклеточна активација, односно диференцијација, потребни се 2, односно 3 сигнали. Првиот сигнал ќе дојде од самото антигенско препознавање. Така, теклеточниот рецептор влегува во интеракција со пептидот кој е презентиран на МХЦ и плюс CD4 молекулата и CD3 комплексот. Така, значи првиот сигнал ни од антигенското препознавање, и сега да не повлекувам линија вака низ овие називи, наставам само вака ќе повлечам. Значи ова е прв сигнал. Океј. Сега, дали еден сигнал е доволен за теклеточна активација? Одговорот е не. Значи, со еден сигнал, само ако теклеточниот рецептор препознае пептид со МХЦ, таа теклетка нема да се активира. Значи, ова е важно кај наивните теклетки. Ефекторна теклетка може да се активира само со еден сигнал. Но, наивна теклетка нема да се активира само ако го препознае антигенот. Океј? И ова е битно. Бидејќи нели рековме, кога имаме теклеточна селекција, голем дел од клетките препознаваат, мислам и сите препознаваат со мал афинитет и селф пептиди. Сега, ако оваа теклетка, препознаеше, например со нејзиниот теклеточен рецептор, препознаеше некој пептид кој е од овдека од околниве клетки, така, во тој случај немаше да има активација на оваа теклетка. Зошто? Бидејќи оваа клетка овдека која ќе го презентира тој некој си селф пептид, така, значи презентира некој селф пептид, таа нема молекули, нема костимулатори. Така, значи оваа нормална обична клетка нема костимулатори на својата површина. Поради тоа, ако те клеткава налета, ајде овдека сега ова нека биде некоја си епителна клетка, да упростиме, ево ќе нацртаме на страна усвари. Значи ако те клеткава налета на некоја си епителна клетка, која на својата површина презентира селф пептид, оваа те клетка нема да се активира, иако го препознала пептидот. Зошто? Поради тоа што епителнава клетка нема костимулаторни молекули. Така, но ако оваа беше ефекторна те клетка, во тој случај можеби ќе се активираш. Мислам, ќе се извршеше функцијата, таа е сепак ефекторно, нема што да се активира. Тоа веќе потекнува некоја си наивна која била активирана. Океј. Тоа е битно, нели како што реков, поради тоа да немаме цело време автоимуни заболувања. Бидејќи нашите те клетки може да препознат и селф пептиди со помал афинитет, но бидејќи нормалните обичните клетки кои не се дендритични клетки, односно не се антиген презентирачки клетки, немаат толку стимулаторни молекули, едноставно нема да потикнат активација. И тоа се нарекува еден феномен на анергија. Така, значи, кога прима само еден сигнал и он всушност не се активира. Зошто? Поради тоа што е потребен втор сигнал. Вториот сигнал ќе потикне, ќе дојде од овие костимулаторни молекули. Така, од нив, значи, добиваме втор сигнал. И сега тој реков може да биде позитивен или може да биде негативен костимулаторен сигнал, во зависност дали треба да се стимулира те клетката или пак да се инхибира незината пролиферација. Бидејќи не ќе само да имаме позитивна костимулација, да се делат клетките. Мора да има и некакви си контрола. Ќе видиме тоа понатаму. Но, сега кога ги имаме овие два сигнала, клетката може да се активира. Но реков дека има и трет сигнал. Третиот сигнал потекнува од овие цитокини овдека десно кои сум ги бележал. Така, значи цитокините ќе ни го дадат третиот сигнал. Нормално дека има и рецептори кои ќе ги прифатат цитокините
Така, значи има рецептори кои прифатат цитокините, ќе се активира цела сигнална патека. Може да тоа ќе го разгледаме кратко, не сум сигурен. И од нив всушност ќе добиеме трет сигнал. Сега, третиот сигнал е многу битен, бидејќи помага и при диференцијацијата на те клетките. Бидејќи те клетките може да се диференцираат на многу различни клетки, зависно што функција треба да се изврши. Така, зависно кој е проблемот, кој е патогенот, ни требаат такви клетки за таа прилика. И затоа цитокините ќе ја насочат клетката како да се диференцира. Имаат и функција и при активацијата. Затоа ги спомнуваме дека ова видео за теклеточна активација. Значи имаат функција при активација, но исто се битни за диференцијација. Инаку овие цитокини, само да спомнам, дека може да се произлезат од самата клетка. Значи тие не мора да бидат како стимуланс добиен од некоја си друга клетка, него ако ги има овие првите два сигнала, така значи ги има овие два, во тој случај оваа клетка може самата да почне да си продуцира цитокини, кои ќе бележам сега со некоја си ваква по светла розеја боја, и тие цитокини самите да си реагираат со својата клетка. Океј? Значи не мора да биде секогаш надворешен сигнал. Може тие самите да си ги продуцира. Сега, што се случува со те клетката од која ќе ги приме овие два, односно три сигнали? Овдека да речеме дека имаме една дендринична клетка. Така, и таа нормално, како што рековме, си презентира антиген, тој е препознаен од страна на дената Т клетка, која има соодветен Т клеточен рецептор за препознавање на тој антиген и плюс добие костимулаторни сигнали и добие сигнали од цитокини. Така, што ќе се случи со оваа Т клетка? Она, како што рековме, ќе се активира. При процесот на активација, од оваа клетка ќе добиеме многу клетки, односно ќе имаме пролиферација. И тоа е битно поради тоа што оваа Т клетка може да го препознае антигенот кој не е од интерес, така, антигенот кој моментално е застапен на местото на инфекција. И затоа сакаме да добиеме повеќе клонови од оваа клетка. И ова се нарекува исто така и клонална експанзија. Така, значи клонална експанзија. Односно ова е всушност пролиферација, пролиферира клетката. Сега, при тој процес, додека се развива, она ја менува својата, односно го менува својот спектар на протеини кој го прикажува на својата мембрана. Така, значи ќе почне да се прикажуваат други протеини кои ќе ги разгледаме во наредното видео, значи ќе видиме и сигнални патики и ќе видиме кои протеини. Ќе почне да се создаваат различни протеини на својата мембрана, на нејзината мембрана, кои што ќе бидат многу битни. Значи, освен клонална експанзија, имаме и додавање на нови протеини. Нови протеини кои ќе се прикажат на нејзината мембрана и понатаму таа Т клетка ќе се диференцира на ефекторна и мемориска. И мемориска. Нормално зависи дали препознава МХЦ класа 1 или класа 2, односно тоа или ќе биде ефекторна CD4 или CD8 ефекторна, односно или CD4 мемориска или CD8 мемориска. Сега, постојат многу субпопулации на овие ефекторни мемориски клетки. Нема за нив да навлегуваме, ќе збориме усари кога ќе збориме за диференцијација, ама нема сега за активација да збориме, но не е еден вид на ефекторна, не е еден вид на мемориска. Значи постојат многу субпопулации, ние само ќе ги спомнеме кога ќе збориме за диференцијација, само тие кои се најбитни. И која субпопулација ќе се избере, зависи од кои цитокини ќе биде стимулирани клетките. Така, значи зависно од цитокините ќе бидат избрани соодветните субпопулации кои ќе бидат најсоодветни за справување со дадениот патоген. И овдека знаеме дека CD8, тоа ќе биде главно Т-цитотоксик, таа ќе служи за убивање на инфицирани клетки, но исто така ќе активира и макрофаги, додека CD4 ќе активираат Б клетки, ќе активираат макрофаги и ќе покренуваат воспаление. И ако имате многу други функции, ќе ги разгледаме различни субпопулации понатаму. Значи ова беше некој си општ преглед на Т-клеточна активација. Сега во наредното видео ќе видиме всушност кои се сигналните патики кои се случуваат на ниво на оваа имуна синапса. Така, значи кој е првиот сигнал, односно овие ќе ги разгледаме детално. Значи првиот сигнал како изгледа, вториот сигнал како изгледа или пак третиот сигнал. Така, кои се сигналните патишта низ кои овие сигнали даваат соодветен одговор и како се променува, нели, клетката, како воопшто пролиферира, како се менуваат протеините на нејзината мембрана и така натаму.
Иначе еве само некои слики да видиме, значи како изгледа имуната синапса, во центарот се наоѓаат централни супрамолекуларен активационен комплекс, додека периферијата е периферен супрамолекуларен активационен комплекс, од татак хеџиони молекули. Имаме сигнализирање дека имаш просигнал костимулаторни интеракции и цитокини кои може да бидат од страно или пак автокрино да се стимулира самата. Имаме добро препознавање на антиген, пролиферација, променување на содржината на протеини на својата површина и на крај имаат одредена ефекторна улога, и дека исто тоа е само другше прикажано. И тоа беше главно се за овој видео, се надам дека учивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме детално за сигналните патеки. Довидување.